Јас сум Јас сум она што не се гледа на Инстаграм. Амбициозна. позитивен. Широка насмевка. Љубов. Јас сум мог. Јас сум храбар. Јас сум другар. Секогаш се слушувам, советувам и помагам. Јас сум доволна. Само објавивме дека менјаме локација, си дојда тоа чувство. Тој почит. Да, таа почит. И како поминуваше вечерта, ние само слушаме, влагаат Слушам се менува музика, Да, викам да, чеки да, се денеш свирачи. дупси. Сакам од кај дојде ова. И го гледаме позади собственикот на Скопски мерак, го луѓе снима, после вајрал отиде тоа стварно, ама ако видите предприемач да стане некој мора да има минат труд според мене. Ја бев многу спремен за се да бев у заблуда, дојде и депресија после тоа, после барнаут и секојдневно работење по 15 сати на 25-6 години, да имаш 30 вработени, па да те фати корона и да затвориш 3 месеци, пошто имаше момент кога гледаш можеш и да изгубиш све и да нема работа или да мора да седиш дома. Што чувствуваш? У глобала лежиш дома и не ти си искача. И ама тоа трае од ден за ден и после решаш се повлекуваш на планина месец-два. Со годините мислам дека научив да балансирам и сега е полесно многу. Беки, кој го знае ранливиот дел од тебе? Не ми е лесно, мислам дека не го знае никој човек. Јас сум Нина и во наредниве 40 минути одвој чекам да се дружиме и одвој чекам да ви представам една преурбана скопска приказна. Пред да ви ја представам која е таа, прво да се заблагодарам на нашите подржувачи, а тоа се Dongfeng, Smart Living, Eastgate, Fashion Group, патем ме облекоа од Манго, Студентарија, шминка, фризура и стайлинг од Octai City Hair Studio, F-Stop, Printing, Pan It Print, Creative House M, за прекрасно сладко чудо овде на нашата маса, и литература заедно со Ледико. Како најдобро да го представам мојот денешен гостин? Па можам слободно да ви кажам дека не спои една преубава приказна која што беше со краток рок на траење, но добро го паметиме и двајцата. Тој испиша една историја во ноќниот живот, која што го обожавате, кога ќе се спомене тоа име. Обожавате и патам да излегувате и по некоја пиечка да се напиете. Каза бар стана дел од нашата култура, од нашето друштво, од нашите смења, па и можеби заљубувања. Денеска со нас е Бертан Сулејман, собственик на Каза бар. Како си ми? Здраво. Пред да се заблагодарам за поканата, што ме повика мене тука и се ја кажам мојата приказна и приказната на Каза бар. Иначе супер се осеќам. Дожлив ден денес малца, тмурен, но расположението на високо ниво. Па знаеш како велат кога ќе врне, малку ќе те опушти, ќе забавиш и конечно ќе седнеш и ќе се ресетираш. Па баш така, пошто периодов беше бурен, денес неделно си се отспав како што треба и директно на подкаст. Јас го паметам денот и тоа им го спомнав на нашите гледачи за моментот, ако и ти добро се сеќаваш со приказната околу лофт. Јас и ти имаме заедничка приказна, таму нешто се почна, ама некако не беше одржливо на долг период, ама памтам дека јас бев задолжена за социјални мрежи да го водам лофт, а ти беше, поправи ме ако грешам, да бидеш менаџер или нешто повеќе од тоа. Па не, ја бев тоа е приказнаа пред 10 години добри, да. И предходно со едниот ми е кум се од нив, но со другиот соработувавме со дискотеките. Бев од страната на лофт као со маркетинг агенциите, со социјалните мрежи да координирам, бидејќи они не ќе да се толку мешаат у тоа, а има 3 маркетинг агенции, тебе, уште една девојка како цела Македонија ангажирана и тука требаше да се координира нешто измеѓу. И тогаш беше и фамозното излагање на социјалните медиуми, не може по скинати фармерки и го тоа стана паметам, вајрал да. после, да. По тоа го памтат сите стартот на лофт, инаку многу добра локација, поглед све. Потра имаше добри сезони, имаше и лоши, штета што
не знам, трошоците беа високи и не беше одржливо тоа место да се работи. После 10 години, сега се ново јас и ти вака, други луѓе, други искуства, сме пораснале. Морам во старт да ти кажам една огромна пофалба за тоа што направивте со новата локација на Казабар. А јас сум и ваш огромен обожавател, мислам, доаѓам си, седам таму, убава енергија секогаш владеела и на првото место. Меѓутоа, второто, каде што, искрено да ти кажам, кога ќе поминавме низ Дебар мало, тој локал тука што постоеше, некако не му се даваше шанса никако да оживе. Арно, ама вие одлучивте токму тоа место да го земете и што е уште поголем кејф да го донесете успехот таму и да заживе дупло повеќе. Секоја чест на тоа. Да, фала ти. Ова е скоро кој социјален експеримент се случи тука и сите стереотипи се пробија, бидејќи ние земавме место кое не работело и као стиснавме едно копче. Ама тоа Да. ресет се направи И го рестартиравме местото и она преку ноќ одма гледаш стотици луѓе дење, ноќе почна, али од после сега кога ќе гледаш е лесно, но периодот кога се договараше местото, кога се спремаше, периодот кога ни соопштија дека нема да може да продолжиме на старото место, тоа тие се многу стресни, многу турбулентни периоди што не би му ги посакувал на никој човек. Кој што кажав, на дента на отварањето, кога ние видовме дека луѓето стварно не почитуваат, не сакаат, не следат и само објавивме дека менјаме локација и дека отвараме таму. Толку И беше. сите се си дојда, тоа чувство. Тој е почит. Да, таа почит, и многу сум благодарен на сите и многу сум среќен за сам себе и за нашата екипа што уствари таков бренд сме изградиле за да не мора да се докажуваме од поново, туку само го подстреливме местото во наш стил, ги пренесовме нормално сите вработени пијачки и идеи што ги имавме од претходно и луѓето си продолжаа да се доаѓаат и на новото место. Многу убав феномен се случи таа вечер на отварањето што ќе ја споделам и со нашите гледачи, а тоа беше дека среќата оделија со вас и од Скопски мерак. Значи, луѓето дојдоа со нивната музика и ве дружија, ви каже на топло добре дојде во нивниот дел. Буквално ве сте сега комши. Да. Па Скопски мерак се лепенка со нас и са ние пред отварањето на цела улица пуштивме покани на сите локали што се одоколу, има таму и писатели, глумци и разни луѓе што живеат на таа улица, ги викнавме сите. Како поминуваше вечерта, ние само слушаме, влагаат Слушам се менува музика, Да, викам да, чеки да, се денеш свирачи. дупси. Сакам, од кај дојде ова? И го гледаме позади нив сопственикот на Скопски мерак, го луѓе снима, после вајрал отиде тоа стварно, ама ко многу добар момент, бидејќи не обично кај нас државата и комшиите па и не се сакаат нешто многу и не си помагаат. Ова беше гест многу добар со тоа што си покажа луѓето од Скопски мерак зашто се толку години таму кај што се и зашто Лидери се таму, да. лидери у таа сфера, така да секоја чест за нив. Да, добра лекција одржавте, мислам, последниот период. За тоа треба капа долу и тоа е нешто што не се учи преку ноќ. Многу луѓе мислат дека е туку така лесно да се отвори нешто свое и што морам да ти кажам, обично многу луѓе велат: "А се ти вака си работиш, ама кога ќе почнеш нешто свое, тогаш ќе научиш голема лекција." И навистина е така. Не е лесно да си предприемач. Уопште не е лесно. Видете, предприемач за да стане некој мора да има минат труд според мене. Значи мора у таа сфера кај што он би сакал да действува, првен да има од нула почнато, од основни нивоа некој, да има учено работата години и после да се реши свое да отвори. Може и директно свое нешто да отвори, но тоа е потешкиот пат, маните ќе ги преживува потешко. Грешките, Да, грешките. Само ти што кажа, пример лофт, пред лофт ние бевме XO, XL, Да, која ми ќе текнува. дискотеки, така да пред ја да се Убаво решам време. да инвестирам, тоа имало некои 7-8 години, кај што јас сум сменил многу места, работни позиции. Тоа е школа, да. Да, цела школа, 2 факултети завршени на оваа тема и после сум се решил да отворам. И
И откога отворивме година две, уште бев у заблуда, не е дека отворивме и ја бев многу спремен за се да бев у заблуда, па бидејќи е подкаст за менталното здравје, дојде и депресија после тоа, после бърнаут и 2 години да секојдневно работење по 15 сати на 25-6 години, да имаш 30 вработени, па да те фати корона и да затвориш 3 месеци. И короната ве фати. Да, и седиш и гледаш од прес на прес, уште 21 ден затворени сите локали, уште 15 дена, знаеш како ги објавуваат тие пресовите, и седиш и си викаш, кај ме најде мене ова са, волку млад, таман, толку години сум поминал, сум учел, отворив, тргна И сега и shutdown. од почеток. Да. Тоа беа многу стресни периоди. Среќа Мавро си беше тука за исклучување, за ресетирање, седење на планина, да, и полесно се поминаа тие периоди. Добро, види за секој што сака да почне во тие води да заплива. Дефинитивно и јас и од своје лично искуство мора да има ментор. За било која бизнис сфера до некаде мора да има некој што ќе те води, учител, нели? Сепак ние цел живот учиме, точно, меѓутоа овие грешки се некогаш непоправливи, те коштаат што се вели по джеб. Ти во тие периоди од кого најмногу учеше? Кој ти беше ментор? Ми беше ментор Емил, го знаат како шефот, го викаат сите, нели? Сами е веќе кум. Голем поздрав до него, сталожена личност, многу вреден, многу паметен, избалансиран, што би се рекло, да знае секојаш да искоординира, да избалансира све. Ти го одбра ли он тебе? Се одбра. Се Одбравме, да, кога викнав. Шефе, ќе ме бидеш ли кум, вика, мислев никад нема да праша, знаеш, доаѓа свадба. И после нема врска, са они Трибека го водат објектот и свадба да ја правев кај нив и све. Така да супер си се. Добре е некој така кој имаш која го има поминато патот и ќе ти каже како да тераш, кај да не скршнуваш, што е добро, што е лошо, но добар дел и од патот сам мора да го изодиш и сам да научиш. Како се споивте? Знаеш, сакам да ми ја представиме малку приказнава на гледачите, затоа што има сигурни млади предприемачи кои што сакаат да отворат, можеби се восхитуваат на тоа што го има направено каза, бар или други локали низ градов, па и они дотворат. Еве, што ти има научено, како се споивте, кој беше оној клучен момент дека, окей, и јас влегам во приказнава. Ќе се вратам малце поназад од ова, како се решиве уопште кафичи, локали, забави да у таа сфера да влезам. Да. Се учев у Орце Николов, средното. Првите 2 години бев као нешто учев гитара да свирам, па на панк рок свирки, не можам да у верувам. парк да искачам, да, таква. И една вечер еден другар ми вика, ќе идеме у кафична забава прават, едни дечки. Сега валја не знаевме точно колку саат да отидеме, отидовме веќе пуно внатре. И као да влеземе, веќе луѓе пред врата чекаат, не ги пуштаат не нив да влезат и на нас ни прави тој на врата вака да ме пуно е, нема веќе влез. Седам, викам, не ми е јасно тоа, као може у парк секојаш има место сегде, тука како нема. И разочаран си отидов дома, после месец-два цело лето си размишлям како ќе станам ја тој што ќе кажувам дали има место или нема, да. Пошто многу лошо се оседив кога некој друг ми кажа дека нема, да, викам, ова мора да се сменат улогите, а од друга страна да видам. И после 2 месеци, како ти што си ја собрала тука оваа прекрасна екипа и идеја и све, така и јас и седев, го разработував у глава како би можело да се деси тоа, ја да бидам од обратната страна. Договорив диџеи, луѓе со мене, промотори, локал, проценти таму локалот. Тоа трае временски. Па трае некои 2 месеци, дури јас сум поодмори, само секој ден ми врти идејата у глава, да, како ова, каква резервација, како ќе се промовираме, како што. Почнав да правам, тоаш беше у Рамстор, еден локал горе, имаше кафиче. Нас концептот ни беше да не се задржуваме многу на едно место. Пример, ќе направиме неколку забави во еден локал, па ќе нема, па неколку во друг локал. И така ни Скопје, пошто бевме млади, обично биравме места што не работат добро, што би ни дале на нас млади луѓе петок сабота да организираме забави таму да лумпуваме. Од место у место така некои 2 години до 19 така нешто, дур не се сретнав со Емил, со шефот и со Зоки, кога они ме вметнаа у нивните дискотеки. Они има тогаш XO, XL, и почна у дискотеките само програма, па после маркетинг, па врата, па и хостесите, па и персоналот, па и и на крај
задните години кога скоро еве ти го диското, отварај го и води го. Траеше тоа така некои 4 години, дока е 24. Тој тренинг. Да, баш тој тренинг. Ментален, да. После дојде опцијата за Каза, кога Каза требаше, постоеше веќе 3-4 години. Марко, што ми е сега партнер, бараше нов партнер со нова енергија, бидејќи он не му се работеше веќе тоа. И Емил му се обратил на Емил, па Емил ми се обрати на мене, знаеш, на него не му се зимаше дел кафич. Ка сакаш ли ти, ќе ти помогнам. Ја викам, не знам шеф, ова многу голем залак да не е за мене, ама менторски ме обработи добро, па јас со Марко се договарав, бидна на крај договорот, па реновиравме и 2018 пред него 7,5 години, Каза 2.0, Каза времето на Бертан, реотвори повторно. Тогаш имавме многу добри моменти и се уште имаме. Сега, како што знаете, нормално на нова локација и сега ни уште подобре, бидејќи имаме фронт, кај што имаме време од некои десетина години минимум, да покажеме што знаеме и до кај може нашата креативност да иде. Бидејќи на претходното место така беше на година, 2 договор, па под стрес цело време, ќе имаме ли уште локал, нема да имаме. И кога дојде опцијата за тука, влеговме со сите сили. Кец во 10, што би рекле. Баш. Народски. Многу ми е драго да ја слушам приказнава и јас се соживувам со тебе некако. И јас имам лично многу прашање кога е предприемаштво во прашање. Која на прва лекција што ја научи основна, што мора да ја знае секој предприемач, што ти ја кажа твојот кум? Основно е дека вработените мора да бидат на прво место. Вработените. Добра Зашто лекција. они ако не се, они нема да бидат срекни, нема да бидат после ни гостите срекни. Значи вработените мора да бидат испочитувани, мора да бидат наградени, мора да бидат добро платени и од таму почнува све. Со тоа што треба и добар тим да се одбера и после све понатака. Гостинот е секогаш во право. Секој. Да. Те молам, Тоа немој. е втора лекција и ова е маратон, а не е трка на 100 метри. Да. Значи животни лекции дава. Па да. Пошто баш ка локалот, знаеш, он работи цело време. Ти стануваш во 9 сабајле, он од 8 отворил веќе локалот. Да не ти звонеше са бајле, дали си станал са бајле? Не, он си Добро, окей. Си легнуваш ти можда порано 11, он уште работи. Така да глобално он цело време работи. Ти само кога спиеш, неколку сати не работи. Што е за тоа дека мора секој ден, секоја недела, месец, од година за година да се задржи квалитетот, локалот да отвори, да биде чисто, уредено, да има нови евенти. Знаеш, не е поентата 2 недели сега, вау, ќе направиме нешто и после да те нема 6 месеци. Така не се одржува ни бизнис, ни локал, ни ништо. Мора константно ефорт секој ден да се дава. Само тоа е патот. Дали никогаш зимаш воздишка? Затоа што види да изградиш бренд, би рекла, не е воопшто едноставна работа. И тоа си трае со години. Јас спомнам 2020 година, која што би била за сите, секој своето, доста критична и доста предизвикувачка. Што научиш за себе во тој период? Некоја работа за себе што не ти беше својствена, сега викаш, сега да видиме како ќе издржиме. Тоа е добро, дали зимаш некогаш воздишка. Тој период беше и најлошиот и најдобриот во мојот живот. Бидејќи најлошиот, нормално, 30 на вработени, не знаеш што ќе биде, даваш плати, зимаш кредити за да се одржиш, не знаеш колку време ќе трае. Тоа беше у цел свет така и нема бегање од тоа, али исто така беше период кога после 2 години лудница од работење, земавме воздишка. Да. Земавме воздишка, стануваш и нема локал. И ти можеш да шеташ по планина и да печурки да бараш, и да планинариш и да не се секираш дали некој ги цеави, се десило проблем, некој не дошол на работа, струја, вода, се расипало нешто у кафич или што и да е. Така да, тој период беше за само спознавање, што би се рекло, стискање на ресет. И од тогаш, кога помина тој период, после тоа бевме, мислам дека сите ние многу поблагодарни и срекни за тоа што го имаме, пошто имаше момент кога гледаш можеш и да изгубиш све и да нема работа или да мора да седиш дома. Така да, кога пројде тоа, после беше многу полесно работењето и
барам за мене во оваа индустрија. Си викаме, окей, стресно беше, ама имало и полошо дека све ќе снема, така да дај да почнеме и да работиме кој што треба и да бидеме сконцентрирани, го правиме правилното нешто и тоа. Кога ќе почнеш нешто свое, мислам дека многу ти е појасна сликата кој е тука до тебе, кој не е тука до тебе. Мислам дека и тогаш многу ти е покристално јасна сликата што се случува па околу тебе. Тешко ли беше да се носиш со некои вистини што во тие дадени моменти, кога си сакал да почнеш во приказнава, ти се откриле? Знаеш, како викаат по старите, отвори локал, ќе видиш кои ти се другари. Дел, доста од блиските нема да дојат. Не е тоа само за локал, тоа е и за бренд или што и да отвориш. За било кого, да. И за било кого, да. Но тие што се тука, тие се правите и нормално после треба им се врати поддршка. Јас сум среќен што сме добро друштво кои действуваме и во здрава исхрана, кој што знаеш мојот другар, и конференции организира другиот другар у неколку сфери, така да се поддржуваме. И се разбирате, гледам. Се разбираме, некад има и недоразбирања, ама и се советуваме, што е многу битно. Ние бевме тие што и правевме забави у тоа време кога млади и некои од тогаш се спремавме, ќе дое времето кога ти ќе отвориш ова, ти тоа, знаеш, па ќе се поддржуваме и баш ми било што дојдоа тие времиња сега. Се надам дека уште ќе растеме сите ние ко личности, ко предприемачи и ќе се поддржуваме. Тие што не биле ни у првиот момент тука, со среќа. Па се надам дека се на подобро место. Ако не, сигурно не слушаат нас. И твојата приказна. Па види, и да си во нивна кожа не е лесно, пример, да речеме да се соживееме со нив, да те гледа дека ти често растеш, ти сакаш да растеш. И сакаш да видиш до каде можеш да стигнеш и колку можеш да ја доведеш таа визија во реалност. И тоа по себе природно се носи откажувања, ризици, отсуства. Значи, отсуства од присуство на некои настани, приватни, нели, не секогаш можеш да ги дружиш секаде, не можеш да постигнеш, имаш премногу работа. Ти беше ли тешко да на секоја страна постигнеш и на приватно поле и професионално? Па да, глеј, претежно, луѓето што имаат локали, им е полесно ако пријателите доаѓаат кај нив, па така се остварува журката. Мислам, и журката и дружењето општо, бидејќи ако те викаат они на други места или друга, тебе ти си сконцентриран, тебе ти е измешано и искачање и работа ти е уедно. И многу ти е полесно ако у твојот локал дојдат па и седи со нив и плюс подработуваш по нешто. Не многу често можеш да идеш на други места, посебно у busy days, ако те викаат у петок и у сабота негде, а ти имаш 500-700 луѓе кај тебе у локал, е многу тешко да го оставиш тоа и да идеш да се социализираш на друго место. Така да многу полесно ние со тие луѓе што гравитираат во нашиот круг и по нашите локали, но пробуваме и со тие што не се да ќе отидам на тенис со некој ќе отидеш у такмица. Колку можеш, у такмица да гледаш, да. Се држи некој баланс се прави. Добро, твоите пријатели кои што ги спомна, кои што се уште се тука покрај тебе и во подеми и падови, дали тие ги препозна оние, знаат си спомна депресија? Ја не сум знаела искрено дека си бил во таква состојба, не знам се точно пак. Кажувам, ете така, најдобро да се оградиме, не знаеме конкретно што тоа треба да значи, бидејќи ти сам си го доживеал тоа, дали тоа размислување или пак состојба многу потешко од која што треба постручно да се обратиш на некоја поля. Можеш ли само да ми накратко објасниш како изгледал од тој период од твојот живот? Да, кој што кажа, не знам сада дали депресија, анксиозност или како точно. Све испомешано, и измешано ми се тие, но што чувствуваш? У глобала лежиш дома и не ти си искача. И ама тоа трае од ден за ден и потонуваш. Да, трае и после нема желба за ништо и кажеш, чекај, зашто се дешава ова? И после размишljаш дека последните години и пол ти си работел, едното исто ти се вртело и веќе си експлодирал. И после решаваш, се повлекуваш на планина месец-два, почнеш да спортуваш повеќе, да внимаваш на себе, на физичко и психичко здравје и проаѓа тоа. И се тоа сам се бутна, обично на некому треба пријател да го бутне или сестра, брат. Гледам што ќе ми помогне и после видов дека спортот е многу битно,
Мислам за секој да има неколку пати неделно да спортува. Многу е битно да се гасиш од време на време од цело ова окружење. Јас се гасев со патување, да, барам еднаш месечно или 2 пати кога што сум можел, кога што сум имал време. Ќе отидеш Шпанија, одбрав локација и само ги гледав карти, да. Па ја истражив, да. Ја истражив цела и после дое короната нормално, па сите беа у депресија. И се деси рестартот, тогаш е окей, ама мора баланс да се држи. А луѓе у денешно време се многу сконцентрирани само работа, да успеам, да направам, да постигнам нешто, ама патот друго тера, тоа не е пазат на себе, на своето здравје и после настануваат тие несакани последици. Кои се тие несакани последици? Па да не си среќен со ништо, со тоа што го имаш, да не си среќен со себе, да немаш желба за ништо и анксиозност да те фаќа многу често. Ти многу важиш вакаш во градот и кога ќе те сретнеме било каде и посебно во каза таму мораме да те сретнеме. Да. Значи, ето Топло ми стана така, од раскомоти се, прашања, те молам, ресетни се и ти веќе немаш простор за стега. Чисто изгледаш дека си позитивен и реално таква аура и таква вибрација имаш околу себе. Препоставам ќе се согласат и психолозите дека ако зрачиш така привлекуваш некои луѓе околу себе и да изградиш и таков тим и карактери разни, доаѓаат некои се менуваат, не се стални, можеби и се и на тебе пообратно ти се менува лугата, можеби ти сакаш некого да подучиш нешто. Така. Ја имам едно правило, ако сум у добра состојба психофизичка, тогаш идам во локал. Бидејќи замисли ти не си расположен, идеш и ја шириш таа енергија, луѓето нема да сакаат да доаѓаат таму, така. Така да кога сум у добра ситуација, си идам у последно време многу почесто, но кога не се осеќам добро, знам дека не треба да идам, бидејќи сум го осеќал тоа во други локали, прво отидеш, сопственикот го боли нешто или негативна енергија шири, па така да многу е битно, а некогаш ќе отидеш со добра мисла, па ама кога ќе отидеш во локал ти си и домаќин и психолог и све таму, па ќе ти доаѓаат и луѓе со неколку двајца тројца со лоши приказни, па ќе ти ја бутнат енергијата, мора да идеш, идам на тенис. Ти отидов малку на тенис да се. Да, отидам со лаба. На пливање малку. Така да има, ама со годините мислам дека научив да балансирам и сега е полесно многу. Ти пријавуваат ли интерес сега новите вработени или сталните вработени да сакаат нешто повеќе да знаат за ова школо предприемаштво? Ја моето знаење го пренесувам до одреден степен кој кого што е заинтересиран од работите секојдневно. Се има некои од младите се отворени да учат и имаат поголеми амбиции можда некогаш да отворат свој објект. Повеќето немаат, се плашат. Македонија не е многу поднебје кај што се бутка и се гураат младите луѓе да отвараат. Повеќе најди си работа и некоја Па види, стандардна. до некаде така и се почнува, знаеш, некојаш мораш одреден период од животот да работиш некоја работа што не ја сакаш, нели да Па да. не патат некои други точки, за да потоа останатиот дел од времето се фокусираш на тоа што го сакаш, па кога тоа ќе порасне, ова можеш слободно да му кажеш бај. Така. Има на тие што се интересираат и им го пренесувам полека знаењето. Тие што не ги им пренесувам толку колку што сакаат они да примат. Не можеш со сила да му даеш на некој така. Точно. 3 лекции кои што мене можеш да ме јас може сум заинтересирана. Можеби не да отворам локал, меѓутоа предприемачки дух. Кои се оние 3 карактеристики што мора да ги поседува еден предприемач? Ја нешто да запишам да научам од тебе денеска. Прин мора да биде свесен во што се, знаеш, секојдневно пример ќе се сретнам со некои луѓе, имам идеја. Предприемачот има идеја, ќе се фати за една, ама мора да се одработи идејата. Бидејќи луѓе кога и да видиш, секој има десетина идеи у главата, ама не е доволно решителен за да превземе чекор и план за да почне да ги развива идеите. Така да предприемачот мора да е истраен и да е сигурен во себе и во својата идеја и да направи чекор повеќе. Не само да седи дома и да мечта ова би било добро, тоа е добро, туку утре дента да стане и да почне да работи на тоа. Второ нешто, мора да се помири
со фактот дека не е лесно. Ништо но- не е лесно. Да, многу е битно тоа. Од страна кога се гледа, знаеш, сопственик, предприемач, кој си има свој продукт или свој локал или нешто, на некој му е тоа сон и го гледа од страна, ама и ги мисли само убавите ствари што му се случуваат Ако на... може да го скокне тој дел. Да, а обично некиот патот, тешкиот пат, планирањето да го Да го изодат да. за да стигнат до тоа. И некој кога ги рече ајде да отвориме локал, ја ќе му кажам, седнам и му кажам, чекај, имаш ли локација, имаш ли инвестиција, имаш ли вработени, кај ќе најдеш фирма, се гледаме, си идам, ајде чао, да. Веќе заминал. Да, нив само продукт, на повеќето луѓе продуктот на крај им се свиѓа и кон тоа мечтаат. Предприемач добар мора да биде свесен дека има долг пат да се изоди, дур некој седне и биде среќен со себе, со продуктот, со локалот, со све и да знае дека и кога ќе достигне некој ниво, мора тоа да се одржува и дека тоа е секојдневна работа, секој ден, секоја вечер, како што ти го правиш тоа, така и ја, така и сите тие што се успешни у својата сфера, има непрекинат процес на учење и на работење. Иди да си предприемач, многу откажување треба. И да бидеш разбран и од домашните. Домашните како нивното дете сега тргна по ваков пат, те поддржали? Поздрав до моите. Не можам да кажам дека не ме поддржа, не можам да кажам дека скрос ме поддржа. Што е до некаде нормално се. Да. Можда на секој родител не е сон дека неговото дете ќе има кафичи, дискотеки, угостителство ќе се бави, бидејќи таа работа има и многу негативни ствари кои што може да скршнеш од патот и да забегаш. Но како поминуваше времето, од година за година, како они сваќаа дека без разлика што е кафич, ја го гледам тоа како компанија, дека има структура, дека знам што правам. Па после некое време го повикав и татко ми да ми помогне у делот на финансии да води он. Кога видов што се развива целата приказна, сега ептен ме поддржуваат. На почетокот мислам дека беа скептици. Они не кажуваа ништо, ама мислам дека беа скептици. Па добре, веј, ти родител, да имаш своје дете, да сака сега вака по твоите стапки, да или не? Може знаеш на хорека, хотели, ресторани, кафичи, би го препорачал хотели повеќе и у тој правец повеќе. Бидејќи мислам дека хотелот е врвот на угостителство, почине со кафич, ресторан и хотелот ги вклучува сите тие уедно и плюс нормално смештај со многу подобри гости и странци са работи, така да мислам дека би кажал од таму да стартува. А од таму да стартува или ти нешто ни најавуваш? Не, здравје, па може до време на неа да старта, ќе има сопствено кај да старта, така да. Во Ресет зборуваме за чувства. И ти горе-долу сите што ги имаше чувства и среќа и тага, гордост ги сподели. Имаше ли некој момент на лутина? Некој чувство на лутина во даден момент тебе? Предприемаштво, се што се случува. Што ќе те помести? Секоја вечер? Не, се зизам, ама хај сизам, посебно летос, како е, и кога беше и кафич, и диско, вака е, ролер коустер на чувства е секоја вечер. Ти почиња вечер, си напнат, па се развива вечерта, гледаш дека сите се забавуваат и е полно и се срекни, привршува вечерта и има можда опасност од инспекции или од некој проблем или од нешто, па пак се и така да нема едно чувство да преовладее, да, ролер коустер е вечерта, утре дента е пак исто. И утре дента е исто и тоа трае, мора да се научиш да играш, да играш играта. Беки, кој го знае ранливиот дел од тебе? Онамо каде што не можеш ниту една маска да носиш, да си ти и некојаш кој ќе ти дое да викнеш, да се расплачеш. Дали ти е лесно тамо да ги пуштиш твоите емоции? Не ми е лесно, мислам дека не го знае никој тој. Зошто не пушташ? Да, не, тој дел си е која ќе си се затварам. Тоа дека машко нешто или? Па не знам, не се осеќам окей да. Знаеш, имам створено некоја јас и некам луѓето да ме гледат и у другото. Пред никого, сакаш да ме кажеш? Па, на вистина? пред никого, да. А пред себе?
Пред себе, пред да, себе. не, пред себе знаеме точно, знам што и како и кога и веќе како поминува времето се спознавам се повеќе и знам ако некое чувство превладува во одреден период, можам да препознам зашто превладува и што треба да превземам во врска со тоа. Имаш некоја уметничка страна во себе, нешто освен ова вака повеќе, ајде да го поделиме дека умот повеќе работи за предприемаштво, уметноста дали негде ја негуваш, дали е во пишување, дали е во музицирање нешто и некој инструмент, не знаеме сега за Уметноста тебе. моја, тој дел кој што мислам или креативноста во евентите ги вметнуваме во кафич што ги правиме или во интериерот или во изгледот или во коктелите, во смислувањето и на имињата или како изгледаат и све таму, а по дома е лежење и само кулирање. Кога коктелот би се викал Бертан. Што состојки би имало внатре? Безалкохолен би бил. Зашто? Да, па истото е на колегата му го кажав, што знаеш која ти е омилена пијачка, викам лимонада од јагода и се смеи. Не знам, можеби бидејќи премногу време имам поминато на тие места, па као што веројатно тој што прави хамбургери у седмица, не му се јаде многу веќе хамбургер од седмица и на мене не ми се пие, тоа сакам да пробам од све. Можда би бил, имавме и таков дел со вино, па таков некој микс, али жестоку последно време многу не практикувам. Така да би бил некој микс на вино, дел водка би се стајало. Имаме ние многу добри бармени кои што знаат тоа да го склопат. У суштина го имаме и најдобриот во Македонија. Тоа ќе те прашам. Да, кој што победи претходната година на другите. Тој има исто и ментор, Драган Јордев, мора да го поздравам нашиот бар менаџер, кој што има отидено на 4 сајми у Атина за коктели, 2 у Рим. Ова на своја иницијатива или ти Тоа ги е на поддржуваш? иницијатива на фирмата. Така, Има браво. гостувања во Загреб, во Тирана, во Приштина и сега бевме баш во Атина, бев и ја овој пат на бар Ве видов шоуто. многу убава слика, објавивте, значи колку убаво изгледа кога ќе цел тим на куп. Да, и баш бев изненадан како од штанд у штанд и тоа у некои на најголемите штандови за алкохоли или за миксери, луѓето ги пречекуваат нашите бармени со гушкање, имаме веќе Топлина. односи развиено. Добар дел и од нив ни биле као гест кај нас во средите што ги правиме со интернационални бармени и коктели. И сум многу среќен што приказнава се рашири низ цела Европа. Баш и партнерот мој оствари контакти у Картагена со топ 50 барови што има, беше тој у Атина дечкото, така да и он ќе ги дочека се нив таму. И на други континенти веќе имаме контакти и познавања, така да тоа е супер што не би се верувало за ваква индустрија, знаеш, по локална некако кафич, кафана и тука останува градот. Ние се расширивме у државата и у соседните држави, сега и у друг континент ќе гостуваме, така да баш сум среќен за тоа. Јас не знаеш колку сум среќна што изминативе, не знам неколку минути, вака убаво како на песна да не се свиреше некоја во позадина, така убаво си го извозевме целиот разговор. Да мислам дека ти, иако ми најави дека имаш некоја чувствена трема, не се не виде. Признај се. Се надевам дека не се види, ќе Ма кажа. ништо нема, ништо нема. Монтажата ќе каже после публиката, Нема. ама Нема супер, такво супер нешто. муабет. Ти денеска стисна ресет и си ја отвори душичката за нас и искрено многу ти благодарам. Навистина си гордост и тоа што го правиш и што правиш за сите нас, убаво да си поменуваме. Мислам дека ноќниот живот нема да има смисла без вас. Голем товар ти дал Да, сега. голем товар ми да, се трудиме и ќе продолжиме да се трудиме. Важното е тоа што ние ова го сакаме, го работиме, не ни е спореден бизнис за да кажуваме дека имаме нешто, ќе се шириме и у наредниот период. Стрекни сме што луѓето го прифаќаат тоа, што не посетуваат и сме тем благодарни. Се гледам у кафич. Се гледаме, бога ме, ако не чуваш таму нека масичка. До тогаш имам еден подарок од Ледиком. Ќе отвориш да се видиш што имаш внатре. Се надевам дека и музиката ќе си ја слушаш и на убави слушалеци од нив. Уштина ти благодарам. Ќе се видиме во Браво. Касабар со Супер. цела екипа. Драги мои,
Мислам дека денеска од Берта научивте и тоа каква животна лекција. Јас доста научив, ќе си го применам, затоа што сепак има што да се земе како полука од тебе. Фала ти на тоа. Имајте си вие убав остаток од денот, не заборавајте да работите на себе и никогаш не се откажувајте. Без разлика на тоа на што поминувате, секогаш ќе има некој кој што ќе ви подаде рака и ќе ви го отвори патот за растење и успевање во животот. Се гледаме до следниот подкаст.